Парите не се проблем, зашто пари нема. Добре дојдовте во четвртата епизода на Прекутасевски шоу. Се надевам дека ќе има и 44 и 144. Едноставно решивме да не му го дадеме тоа задоволство на оној или на сите оние кои што сакаат да не замолчат. Затоа пердашењето почнува сега. На Петре и Српче некој им шепнал дека на следните локални избори и дрвата ќе гласаат против нив. Па зедоа пили и ги исекоа. Дрво не оставија на улица Орце Никола во Скопје. А не, ќе им ќутат. Ај сега нека излезат дрвата да гласаат против Петре и Српче, бе? А? Листопадни едни не заедни. Ама според Петре и Српче не ги исекоа затоа што дрвата нема да гласаат за нив и за СДСМ, оти кај се видело дрво да гласа. Туку ги секле затоа што се стари, плюс ја имале таа несреќа да никнат кај што не треба, баш на трасата каде што треба да минува новиот трамвај. Абе, баксузи, растеле 60 години без да знаат дека растат на погрешно место и дека ќе налетаат на погрешни луѓе, што ќе треба да ги сечат. Тоа е вие исто ко ние македонците. Растевме со години, учевме, работевме, се надевавме на пристоен, достоинствен живот за на крајот да сватиме дека сме се родиле баксузи на погрешно место, кои налетале на погрешни луѓе да бидат владеани од нив и дека сме пречки на патот за ЕУ и дека мора да бидеме исечени од корен. Нов трамвај и ЕУ, тоа се цивилизацијски придобивки, бе, луѓе. Дрва и македонци, тоа е нешто демоде. Фуј, што би рекле овие принцезите под виножитото. Мора да одат курбани дрвата и македонците за прекрасниот нов свет кој го градат Заев, Петре и Српче. Оти кога ќе бидеме примени во тој блескав свет, кому ќе му текне дека некогаш овде живееле дрва и македонци? А чуму ти се, што би рекол Коки убав на мајка од СДСМ. Така е. Чуму ти е името, чуму ти е јазикот, чуму ти е историјата, чуму ти се македонците, чуму ти се дрвата, бе, земи тоа пилото и работи, бе. Туку шо стана, бе, со оние паркобранине и гушкачине на дрва и гтц од времето на Груевски, кои сега се напикани во штабот и владата на СДСМ како и во локалната самоуправа, а? Порано, штом Груевци сечеа некој дрво за да градат катна гаража или хотел, абе паркобранителите во транс паѓа, бе. Абе пискотници се слушаа од аеродром до Џорче факин Петров. Сега нешто ги нема да реагираат. Оти колку некој да смисли добри оправдувања за онаа сеча што им се случи на дрвата на улица Орце Николов, сепак тоа не е пријатна гледка за гледање. Па каде се сега бранителите? Каде сте, бранители? Каде сте, кај отидовте? А? Камо да гукнете за дрвоцидот? Или сега е дозволено да се сечат дрва, ако тие нели ви стојат на патот за ЕУ? Сега е друго. Сега сте домазетовци во власта на СДСМ. Па имате само слика, ама не и тон. Море, ни ваша слика не видовме за минативе 4 години. Од Парко брани станавте Петре брани и Заев брани. Затоа никој повеќе не може и да ве одбрани. Го купија вашето молчење, ве турија во саксија. Сега сте цвеќе, ама пластично, без мирис. Кога добро ќе размислам, никогаш и не бевте цвеќиња за мирисење, туку мртва природа и мртви пувала. Конечно сте на вистинското место, во СДСМ, а СДСМ, кај што поминал, трева не пораснала, а не дрва. Оти кога СДСМ владее, се што расне, не смее да порасне. Тоа е, порано имавме ден на дрвото, сега имаме ден на пилата. Затоа, земај пилата и сечи! Поминаа 70 години од како оној демоде диктатор Тодор Живков, кој личеше на кинеска кондура, ги укина правата на македонците во Бугарија, што ги призна претходно една светска ведета и олицетворение на храброста,
господинот другар Георги Димитров. 70 години потоа ние уште се заебаваме со искомплексираните бугари кои својот татарски ген го практикуваат по татарско правило за грабање на се што е туѓо и присвојување од позиција на моќ и сила. Она што им го правеа русите, тоа сега искомплексираното бугарско водство се обидува да го направи на македонскиот народ. Македонците во Бугарија, помогнати од бугарски и македонски адвокати и активисти, пред прагот се на голема дипломатска победа и тоа без никаква помош од македонската влада на чело со Зоран Заев, која впрочем со договорот со Бугарија се откажа од македонското малцинство таму. Со новата позиција на Софија пред заклучоците на Комитетот на министри при Советот на Европа, од каде постои закана Бугарија да биде исклучена од институцијата која се грижи за човековите права на стотици малцинства, етнички, јазични и верски дискриминирани групи, Македонија добива можност за исправање на историската неправда. Македонија има обврска да ги почитува одлуките на Советот на министри на Советот на Европа, но и на самата бугарска влада, која де факто ќе го признае постоењето на македонците во Бугарија и правото тие да се организираат за остварување на политички, социјални, културни, образовни и други права со самото наложено признавање на Омо Илинден. Но сега, ситуацијата е неповолна за Бугарија. Крајно неповолна би рекол, но ние не би биле ние, кога не би било се испревртено, испродадено од тие што се на власт кај нас, нели? Имено, Бујар Османи на јунската сесија на Советот на Европа, ако ги следи политиките на Заев, ќе треба да се изјасни во корист на Бугарија, а против својата земја чиј министер е. Тоа ќе биде невиден преседан. Ај што ќе биде невиден преседан? Туку ќе биде и невиден не само европски, туку и срам во светски рамки. Ама ние одамна сме шупакот на светот. Не бе, не сме ние шупакот на светот. Ние гледаме во шупакот на светот. И ние сме своевиден зид на срамот, во очекување ова да се случи. И ќе се случи. И не ме чуди ако се случи. А не би имало зошто човекот кој толку пати работеше на штета на македонските интереси сега да заземе некоја друга позиција. Едноставно, на Бујар бе не му личи да биде за Македонија. Тоа ќе биде еден во низата настани по новото Заево прифаќање на бугарските услови и политичко самоубиство на оваа плеада на политичари профитери. Тоа ќе биде кои изградија негативни политички кариери само врз грбот достоинството и идентитетот на македонскиот народ. Точка! Европа може би е неправична, може би е бирократско дувло, но таа дава шанса на демократијата. Се сеќавате на дипломатската победа на Македонија против Грција во Хаг? Проблемот е во ваквите безсрбетници и профитери кои потоа доаѓаат и уриваат се живо само за корист на нивните кариери. Бујар е на потек. Дали ќе се самоотепа или ќе чека Изет Меджити да го среди кога ќе се врати? Тоа ќе видиме. Толку беше бе, пријателе, до некоја нова влада во која зелените нема да бидат партиципант, туку ќе бидат кандидати за многу судски процеси. Редно е некој да почне да се занимава со вас, мислам, некој неутрално обвинителство, каде што ќе морате да објасните како станавте зелени. Ние до душа знаеме како станавте зелени, а бе многу сакате од тие доларчињата зеленки. Бајден се јави, на вистина се јави, а он кога ќе се јави некому не е нарно. Прашајте ги палестинците. Па сега и нам ни се јави да не останеме покуса од палестинците и вака ни порача. Не чепкајте тоа преспанскиот договор, кој го чепне, ко мене да ми брцнал во око, а мене кој ќе ми брцнат во око, исто ко да сте брцнале во окото на соебинетите американски држави. Од јас сум нивниот председател. Значи, кој го рчне преспанскиот договор, одма го ставам на црната листа и за него нема влез во САД, за него нема бизнис во САД, за него нема пари од САД, ни САД, ни у будуće, што би рекле браќа Срби. А они па, овие Србиве, ептен знаат како е да си на црна листа, да ви кажам. Нив Клинтон им се јави на времето за Косово. Им рече, дајте го бе тоа Косово на нашиве измечари или ве тураме на тоа црната листа. А овие сиромашкиве Срби ко Срби, одма ги извадија тоа бицепсите да му ги покажат на Клинтон, ама нешто па многу не го импресионира, па овој ги замава со ракети и бомби со осиромашен ураниум и ги осиромаши уште толку. И ете, дојде време САД и нам да ни се закани со црни списоци. Оти видете, никогаш не е проблемот во САД.
И никогаш не е важно дали на нивно чело е некој што се вика Бајден, Клинтон или Буш. Важно е само дали си доволно глуп да им се измочаш во супата. Им се измочаш ли, одиш на црна листа и стануваш историја. Во нашиот случај те бришат и од историјата, заедно со целата твоја историја. Оти ние не сме Срби, па да претаме и да покажуваме бицепси, дури кога сме слаби. Ние сме обезмудени, мекотели, ви се молам. Одма паѓаме у несвес кој ќе ни спомна црни списоци. Иако тој црн список на Бајден мене лично ништо не ме значи, зашто во САД до сега не сум бил, нешто не планирам ни да одам во овој живот, нели? Бизнис во САД немам, а пари од САД до САД, што би рекле браќа Срби, не сум ни побарал. Ама што е тука е? Секоја бесна глиста мора на црна листа. Оти според Бајден, ако го спориш Преспанскиот договор, си закана за мирот на Балканот, поново нели Западен Балкан. Исто си нафркал ако го спориш и оној Охридскиот договор од 2001 година, кога практично капитулираше Автономска Македонија. Нема играње со мирот на Балканот. Така миротворецот председател на САД ни прати моćна мировна порака на нам македонците. Сега, бидејќи он малку заборава во последно време поради староста, изгледа заборавил кој потпали 3 војни на тлото на бивша федеративна Југославија пред само 30 години. Заборавил дека миротворската политика на државата која сега ја води однесе 250.000 животи од 1991 година до 2001. Заборавил со кого се ортачеше неговата земја, кому му продаваше оружје и кого обучуваше за да ги потпали тие војни. Прво фрлија милиарди долари да го растурат однатре, нели, југословенскиот систем, една самостојна држава каква што беше Југославија, а потоа фрли милиарди долари за да се воспостави лажен, привиден и присилен мир во каков што живееме денес. Да се разбереме, немам ништо против американскиот народ, ама баш ништо, напротив, но имам против твојата политика, брате Бајден, политика на империалистички колонизаторски закани, како да живееме во времето на Колумбо. Немој бе, брате Бајден, не е цивилизирано и во духот на американската демократија да му порачаш на еден мал понижен народ да седи мадро, да се однесува како нечи вазал, без да се бори да го врати своето достоинство, кое му било одземено под уцена на некој сосед и со несебична помош на државата која ја водиш, како и од петата колона, која вие, брате Бајден, ја поставивте на власт. За Преспанскиот договор и оној од Охрид, кој ги спомнуваш, постојат оправдани сомнежи дека твојата земја и ги напишала, па ги даде само на подпишување, нели на домашниве вазали и квислинзи. Иако и двата договори се срамни за македонците, оној Преспанскиот е галиба посрамен дури од оној Версајскиот, со кој беа понижени германците во 1918 година. Зашто по Версајскиот договор германците сепак останаа германци, ама ние по Преспанскиот договор од македонци станавме северни трицртковци. Прагма е прагма, брате Бајден, и власт е власт, и сила Бога не моли, ама и чест е чест. Можеш да се заканиш, повеќето и ќе ги исплашиш, ама не можеш сите да ги замолкнеш. Не е се во прагмата, постојат и идеали. Барем некаде, и се уште. Не можеш сите да ги убиеш, некои да ги запреташ со земја, пак ќе се појават како реките понорници. Како пирејот, брате Бајден. И не заборавај, се раѓале големи империи па умирале. Сети се на Персија, сети се на Рим, сети се на Александар и античка Македонија. Брате Бајден, ти текнуе ли, бе? Ти текнуе? Каде се сега тие? Животот, брате Бајден, е тркалце. Сега си горе, утре давеник во море. Па ти сега видиш што сакаше поетот да каже, нели? Премногу пување не е нарно. Владимире Владимирович Путин, го гледаш ли преку тасевски шоу? Го слушаш ли ова што го зборувам, Владимире Владимирович Путин? Одговори ми со да или не. Пушти 3 нуклеарки за да. А ако не ме гледаш, лансирај 10. Превентивно де. Оти, да ти кажам право, ми фали оној чесен, предвидлив, релативно морален и надежен свет во времето на студената војна. Оти овој денес не го бива, бе, брат.
Принцезите под виножитото, напикани во разни невладини организации, како и во власта на СДСМ, продолжуваат да го туркаат својот план за уништување на јавниот морал и семејството. Преку новите предмети во образованието ќе ги учат нашите синови дека нема некоја голема разлика ако отидат во кревет со маж или со жена. Дека тоа му даѓа исто, во прашање се нијанси. Оти љубовта е универзална работа. Дали ќе ја споделиш со маж, жена, па дури и дете од ист или различен пол, па тоа е само ствар на вкус. А ќе учат нашите деца и нешто друго. Да речеме, дека не се раѓаме само како мажи и жени, туку дека има уште стотина други родови. Например, имате бимаж, бижена, трансмаж, трансжена, трансбижена, трансбимаж, цисмаж, цисжена и така до 101 и назад. Еве да ве прашам само, знаете ли вие што е тоа цисмаж, а? Ако не знаете, еве јас ќе ви кажам. Цисмаж да ви бил оној што многу си го сака половиот орган. И сега тој треба да се води посебно во лична карта, нели како посебен род. Значи не е обичен маж, туку цис маж. Како ние обичните мажи да не си го сакаме половиот орган. Еве јас, например, многу си го сакам. Му пеам, го полевам со цвеќе, голем да ми расте. Тоа ќе ги учат нашите деца, да бидат збунети и под стрес. А потоа ќе ги учат дека родот е лизгава категорија. Роден си може би како машко, ама утре може да ти текне дека си девојче. Или некој од оние други народови, транс, цис, бис, рис, мис, give me a kiss. Ке ги уча дека е нормално ако легнеш на спиење како машко да се разбудиш женско. И дека ако некој ти се обрати како машко кога ќе станеш од спиење, а ти веќе се осеќаш ко женско, значи имаш право да го тужиш. Па дури нека ти е татко. Пардон, нема веќе татко, туку родител 1 и родител 2. Немаш право ти како родител да му се мешаш во родот на своето дете. Ако стане од спиење и ти каже, тато, денес сум славејќи и почне да ти црцори, има тоа да го почитуваш како родител, бе. Па должен си да му фрлиш храна за папагали на тоа дете. Пардон, славејче. Или утре ако се почувствува како ждребе и почне нели да паси у двор, и тоа ќе го прифатиш. Вкусево прашање, бе, луѓе, а за вкусовите не се расправа, нели? Или, може би, дојде време да порасправаме. Постои едно ментално пореметување кога пореметениот има потреба за секс со одредена кола или автомобил. Да, добро чувте и не се заебавам. Има такво пореметување. Пореметениот доживува сексуално задоволство ако се трие од некоја кола или ако го искористи ауспухот или менувачот на соодветен начин. Сега, работата е што во одредени држави ова пореметување не се води како пореметување, туку како необичен, ексцентричен начин на живот, ви се молам. Што да му правиш? Човекот си сака секс со неговиот Ауди, со неговиот Мерцедес или со некој олтаймер. Ова е слободен свет, секој има право на избор. Може некој сака да има секс со миксерот или со правосмукалката. Па кој сме ние да му го оспориме тоа право, ви се молам. Тоа дали нечи начин на живот ќе се смета за неприфатлив или пореметен, или за прифатлив и нормален, денес е резултат на политичка одлука и секако на голем буџет. Нема тука што да објаснуваш дека научниците сметаат дека одредено однесување е пореметување. Овие принцезиве под виножитово ќе ти речат дека тоа не важи више. Па денес тие студии биле демоде. Оти имало нови студии. Имало нови научници, нивни научници кои не сметаат така, а тие новите во принципи ништо не сметаат освен на хонорарите што ги добиваат од овие принцезиве под виножитото. Секој од нив има своја цена. Дојде време кога оние со многу пари може да озаконат се што лази и гази по овој свет, добро или зло. Ќе го законат така што прво ќе нарачаат лажни научни трудови од разни авторитети од социологијата, психијатријата, родовите студии, а потоа ќе мафтаат со тие трудови пред медиумите, ќе шират пропаганда, додека во меѓувреме лобираат кај политичките партии и правни експерти за одредено неприфатливо или неморално однесување да биде озаконето. Она што ни се случува сега нам. Принцезите под виножитото, оние нели невладини кои божем се борат за правата на разни маргинализирани заедници, да речеме, имаат многу пари на своите сметки. Една од нив, од Скопје да речеме пак, годишно од донации добива преку 300.000 евра,
а постои повеќе од 10 години. Пресметајте за какви милионски суми станува збор. Па кој тоа го плаќа, бе, луѓе? И тоа, пазете, само една од тие организации. Замислете уште колку други во Македонија исти такви, нели, се уште повеќе платени, некои се дори може би малце помалку, но генерално сите имаат вака да им собереш стотици илјади евра на сметка за една година. Сега, има и такви кои од тие годишни буџети што ги добиваат од 300.000 евра, преку 100.000 евра плаќаат за разни авторски права и автори кои се задолжени да ја шират нивната родова или хомосексуална пропаганда. 100.000 евра за авторски права. Па не верувам дека било кој друг научник овде во Македонија, биолог, хемичар, физичар, зел хонорар колку што земаат овие паразити на невладините организации под виножитото. Треба тоа да се провери за што биле дадени толкави пари за авторски хонорари и да се побара од тие принцези, да ги откријат имињата на своите донатори. Да видиме ние овде чии Ротшилд црна волна преде. Да се разбереме. Значи, никој овде нема проблем со нечии сексуални ориентации. Еве, ја немам проблем. Тоа треба да остане во сферата на интимното. Но и тоа како имаме проблем со агресивната хомосексуална и родово осетлива пропаганда во училиштата и градинките, која има цел да не го остави детето само да се развива и открива, само да си го најде патот. Таа пропаганда има за цел да му ги уништи природните нагоди, емоциите, приватноста на тоа дете. Како да го наречеме тоа кога земаш милиони странски пари од непознати донатори да туркаш некоја своја политичка кампања и притоа во неа да вклучуваш деца и да ги подложиш на хомосексуална, цис, бис или трансджендер пропаганда? Во некои држави ова го нарекуваат кривично дело, ама не и кај нас. Кај нас сакаат да го законат и да го внесат во образованието. Притоа, сите своји неистомисленици ги сатанизираат во медиумите, како што ги сатанизираат по имите за мајка и татко, дека се демоде, дека се кромањонски, дека е ова ново време на европски вредности, па тоа е и целта. Ке трубам насекаде дека биолошките мајки и татковци не може да бидат подобри родители на едно дете од некои истополови родители кои детето го посвоиле. Како не, бе, како не? И цела таа идиотска и неморална пропаганда ја плаќаат со оние милиони добиени од безимените донатори кои често се кријат зад разни европски фондови и организации. И никој нив не ги рчка во земјава, заштитени се како бели мечкиве. Не смееш ништо да кажеш против нив, иако и самите тие виножите организации не се почитувани од многу хомосексуалци, како што ми е мене познато. Принцезите под виножитото не се ништо друго туку агенти на новиот родов тероризам, кој има доволно моќен лост да ги манипулира нашите деца и јавноста, да менува перцепцијата на заедницата со цел да ги расцепи незините табуа кои ја штитат од неморал и хаос. Значи, на човекот луѓе се му е дозволено, ама не му е се од полза. Таа лекција мора што поскоро да ја научиме. Сите ние. И полека да се подсетиме на она што го разликува доброто од злото. Оти утре може лесно да се разбудиме во свет без слобода, во кој малку си маж, малку жена, 1/3 геј, 2/3 би, 7/8 нели трансродов и 25 сантиметри цис, опасно нели влюбен во сопствениот полов орган и во никој друг. Кис! Секој јуни во Македонија се одвива еден многу важен процес во образованието кој се нарекува Сите петки за сите. Тогаш се вклучуваат сите. И мајки, и шајки, и тетки, и швалерки, и партиски невладини, и кафекуварки, и чистачки, и браќа и сестри, и кумови и братучетки, се само да се изврши возможната мисија од секое дрво да се направи свирче со сите петки. Тогаш нашиот коруптивен систем на врзани црева, на врзани садови, во оваа наша нели паланка, ги раби мобилните телефони до ужарување и се она што имало двојки, тројки, што не знаело името да си го напише, а не па да дигне бројка на квадрат, завршува скроз одлично. И тоа со еден изговор. На детево ќе му треба, за опис, не за за опис му треба, не за друго, А со тоа што всушност детево го опишуваме во големата заедница на имбецили и партиски полтрони, никому ништо, нели? Нашето образование е труло од основно па до факултет. Тоа е факт.
Виреат врски и врскички кои со години на децата им го прават најлошото, а од нив добиваме неупотребливи клонови кои слушаат турбомузика и мислат дека Моцарт е кладилница, а Тесла сателит. Овој процес на ургенции кој ги гази под нозе децата кои цела година учат и творат и ги задначува со труповите кои имаат врски е самоубиствена машинерија на македонската иднина. Дали го знаете тоа? Затоа ги имаме и овие на власт. И оваа армија на клонови која сака да ја укине Македонија, нели зад параванот на некаква дигитализација и се да смени со северна во учебниците. И тоа им проаѓа, затоа што имаат вакви кадри кои ништо сами не научиле, туку секогаш мама и тато и Вујче Владика нели ги правел скрос одлични, иако некои од нив биле и благо ретардирани, нели што се гледа по денешните гласања во Македонското собрание. Како главни координатори во овој процес се јавуваат директорите на основните и средните училишта, зад кои стојат големи дела, ама од областа на корупцијата. Тие се светски шампиони во корупција и додека не легнат половината во затвор, нема надеж за оваа држава. Се правиме слепи кога по секоја екскурзија некој директор во гимназија ќе купи нов джип. Кога на децата, нели, зад параванот на неговиот родителски одбор, нели, читај партиски одбор, им валуваат блузони од чоја како униформи по цена од 1200 денари парче, а вистинската цена им е 300 денари. Изгора на тоа, ниедно дете не ги носи за да не фати шуга од магазинот каде што оваа чојава била, нели, складирана, каде што лежала со години. Сега, фрчат провизии за државен имот, а ние се правиме ќори. А дури ова со сликањева на децава за годишните албуми, па таа му оди пола за директорот, пола за фотографите. Еден албум 1300 денари, по 10 евра од дете бричат. Мислам, поради короната уште се возат со старите чипови, ама од септември, да ви кажам, директориве ќе удрат тогаш на најако. Они нас, нашите деца со сите петки, а ние да се правиме на удрени. И после сакате младина и држава. Ете ви петки да си ги стаите на едно место. За на факултет не ви важат ни петкиве. Оти таму професорите бараат или ова згодна цуца или бараат нели евра. Над 500 евра по испит. Джабе ги правите вие сега одлични кога волшебниот круг нема крај. Затоа што вие го создавате тој волшебен круг. Нели? А затоа сега ај кренете телефонот, звонете кај мајка и на чистачката на директорката, фатете ве некоја ургенција врска бе, а таа ви е најсигурна. Деновиве се искршија медиумите од објаснување на кого се однесува извршната наредба на Џо Бајден, на позицијата или на опозицијата. Па уште и овој Заев наш голем маж се сретна со американската амбасадорка Брнс да го потенцира основното начало на наредбата, борбата против митото и корупцијата, како носечки столб на оваа стратегија. Види го тебе, шейтан Заев, Заев дава поддршка, ама зоќе ли е оној момокот кој е 3 пати амнестиран? Тој ли е беќерот што бара 1 евро за него, 1 за црквата со трансфер преку Бате Вице? Тој изгледа дечкото кој се јавува по обвинители и судии, тој е мангата што го брани Рашко во интервју од 2 страници и па Рашко после тоа нели го пуштија дома. Па некој овде изгледа сериозно ги измешал лончињата. Јали Џо, ако паднал пак по некој скали, јали амбасадоркава, јали овие од Transparency International што не опнаа на 117 место нели за корупција, или пак оние од меѓународната кризна група што неколку години не ставаат во земјите, нели што сме хибриден режим. Кој е овде луд? Или некој некого опасно го работи во мал мозок. Ако сакаа да му стават до знаење на Зоќе дека гледаат се, џаби ме. Он се обратно сваќа бе, се обратно, кој да си му рекол да ги појача провизиите. Ако пак сакаа да ги опоменат нели овие од опозицијата, нели да не се обидуваат да менуваат нешто од договориве, тоа значи дека знаат оти овие многу брзо ќе дојдат на власт. Само да не биде она на Кисинџер дека битангата е битанга, ама тоа е сепак наша битанга. Тогаш со извршната наредба може сите комплет да се сликаме за бугарски пасош, затоа што и онака сите досега што се на црната листа се веќе долги години коалиција на Зоќе, како Мендух Тачи, Љубе Бошковски, дури Џезаир Шатири сакаше да го направи советник на премиерот. Некако наредбава звучи ко да се ангажираат дебелковци да чуваат баклава или педофили да чуваат деца во градинка.
или клептомани да се грижат, нели, за златниот накид. Се е некако превртено на глава, бе, луѓе. Џо треба да донесе наредба сите криминалци да завршат во Прдекана, а ние малку што ќе останеме, стварно тоа ќе знаеме, мислам да го испоштуваме, нели? Он покажа дека со помош на Деа тоа е возможно. И тогаш искрено ветувам дека кога следниот пат ќе се сопне на скалите, нели, на некој авион, нема да се смеам. Кај мене зборот е зборбе. Ја не сум Зоќе, ниту па оној другиот Заев. Нели? Ау, колку беше возбудлива оваа епизода. Се надевам дека успеавме да ви го задржиме вниманието и да ве држиме во возбудена состојба. А сега, сите на спиење и сонувајте Македонија онака како што ја замислувате.